Детонација во тимот кој во изминатите 4 години според статистиката беше меѓу најдобрите сектори во државата. Звонко Каширски со неговите подредени полицајци раководеше 6 години. Беше посочуван за успешен, а владата додека беше началник на Кочанската полиција го прогласи за најдобар полицаец во државата. Дали Каширски стигнал до врвот со презентирање лажни резултати од полициската активност во штипскиот сектор? Дали наместо да ги штити граѓаните премолчувал пред активностите на групата и така командувал и редел во статистиката само мали инциденти? Министерката не коментираше директно. Секторот за внатрешни работи во Штип евидентно е дека има расчистено и поднесено кривични пријави за поголем број на кривично-правни настани кои секако дека заслужуваат пофалба. Меѓутоа, уште поочигледно е потврдувањето во постапување по однос на кривично-правни настани кои представуваат тешка форма на криминал, како што се кривично-правните настани опфатени со операцијата Детонатор, за кои неминовно мора да следи санкција. Штипската полиција ги затвори случаите со малолетната проституција, пронајдениот искасапен труп, кражбата на 20 килограми злато. Санкционирани со отказ беа тројца полицајци за продажба на дрога. Нема податоци колку овие настани се поврзани со насилничката група која била активна низ Источна Македонија. Во април минатата година, поради нелегално продавање алкохол, беше поднесена кривична пријава против притворениот Горан Кузмановски, сопругот на претеничката Бети Кузмановска. Но затоа пак има и кривични дела со насилство, рекет, изнуди и закани, во кои виновниците се уште не се откриени. Мистерија се и 2 убиства на еден гастрабајтер од Германија и овчарот во Свети Николе. Како пример, во Кочани за една година се регистрирани само 5 случаи со насилство. Сите други полицијата ги сокривала. Нејасно е каква била улогата на Каширски. Во неговата полициска биографија има многу подеми и падови. Од началник во Кочани до прв човек на Скопската полиција и до помошник министер и директор на Бирото за јавна безбедност. Потоа началник во Берово, преку инспектор во Пехчево до началник на Штипскиот сектор. Но со одлука на министерката е можно да е ставен крај на старешинската кариера на Каширски.